Во ова видео ќе разгледаме како може да го најдеме просекот на податоци прикажани во табела. Просекот вообичаено е поврзан со поимот аритметичка средина и може да се најде со делење на вкупниот збир на вредностите со вкупниот број на вредности. Наједноставните задачи за просек се решаваат со едноставно собирање на дадените вредности и делење со нивниот вкупен број, како во овој пример. За наоѓање на просек од табела на фреквенција, потребно е малку повеќе внимание отколку наоѓањето на просек од едноставна листа со податоци. Земи предвид дека оваа табела на фреквенција ги содржи податоците од освоените поени во натпревар, при што фреквенцијата покажува дека резултатот 1 се појавува 2 пати, резултатот 2 се појавува 5 пати и така натаму. Можеме и да замислиме податоци кои образуваат листа како оваа. Потоа, може едноставно да ги собереме и да ги поделиме со бројот на вредности. Меѓутоа, кога бројот на податоци е многу голем, овој метод ќе ни одземе многу време. Поради тоа, можеме да додадеме два дополнителни делови на нашата почетна табела на фреквенција. Првиот додаток е колона од десно која ќе означиме со FX. FX ја означува фреквенцијата помножена со вредноста на X. Во овој случај, тоа се освоени поени. Со додавање на оваа колона го забрзуваме процесот на собирање на вредности. Вториот додаток е редицата вкупно. Се уште го пресметуваме просекот како количник од вкупно освоени поени и нивниот број. Новата редица и колона ќе ни помогнат полесно да пресметаме. Погледни ја оваа табела на фреквенција, која го покажува бројот на миленичиња што ги имаат луѓето. Ја додадовме FX колоната и редицата вкупно. Паузирај го видеото за да го пресметаш просекот. Ајде да видиме како го направи тоа. За да ја најдеме FX вредноста, треба да го помножиме нашиот број од миленичиња X со фреквенцијата F. Тоа ќе ти ги даде овие вредности. Потоа, може да ја пополниме редицата вкупно. На крај, го делиме бројот на вкупните миленичиња со вкупната фреквенција. Во овој случај бројот на анкетирани луѓе, при што се добива вредност за просекот од 1,95. Може би исто ќе знаеш да го пресметаш просекот на податоците од табелата за фреквенција кои изгледаат вака. Овие податоци ја покажуваат должината на морковите во милиметри. Како што можеш да видиш, овие податоци немаат специфична вредност. Тие се податоци прикажани во интервали. Ние не можеме да ја пресметаме нивната точна просечна вредност. Секој просек што ќе го пресметаме ќе биде само проценка. За да се пресмета просекот на интервал од податоци, прв чекор е да се додаде FX колона, редица за вкупно и дополнителна колона означена како средна точка. Потоа ја определуваме средната точка од секој интервал или класа. Потоа, овие средни точки ни представуваат X и нив ги множиме со дадената фреквенција. Збирот на продуктите потоа се дели со вкупниот број на вредности и тоа ќе биде проценка на вредноста за просекот. Паузирај го видеото и види дали можеш да најдеш колку е просекот. Да видиме како се снајде. Прво, ајде да ги додадеме средните точки. Може да ги пресметаме со собирање на двете крајни вредности и со делење со 2. Добиваме дека првата средна точка е 147. Потоа може да ја пресметаме FX со множење на фреквенцијата и соодветната средна точка. Збирот на FX колоната е вкупната должина на морковите, која се добива на крајот. За да го најдеме просекот на должината, треба да го поделиме збирот со вкупниот број на моркови, фреквенцијата. Ова ни го дава просекот на должината на морковот, 166,78 мм, заокружено на 2 децимални места. Уште една работа која треба да разгледаме е дека интервалите од групните податоци може исто да личат и на нееднаквост. Се уште може да се најде средната точка на сосем ист начин како претходно, но внимавај дека групите може да не бидат секогаш со иста големина. Македонската адаптација на ова видео е поддржана од Фармахем. Доколку ти се допадна видеово, сподели го со другарчињата.
За повеќе интересни содржини посетија нашата веб страница naukazadeca.mk.